Мери и Радмила се две исклучително успешни девојки кои рушат рекорди трчајки на долги стази, но не само во животот, туку и во спортот. Радмила, која со планинско трчање се занимава од 2018-та, во април годинава невозможното за многумина го направи возможно. На ултрамаратонот во Истра, Хрватска, за 17 часа и 51 минута успеа да истрча 110 километри со висинско искачување од над 4000 метри. За да се истрча трка со должина од 80 па и над 80 км или конкретно во мојот случај 110 км, што за мене беше прва трка над 100 км, бара претходна физичка подготовка. Имав сериозни подготовки, затоа што лично за мене предизвик не беше само да се финишира трката, туку и да ја завршам со што е можно подобро мое лично време. Претходно учествувала и на ултрамаратонот во Доломити, Италија, долг 80 км, со висинско искачување од 4600 метри, што е нејзина прва трка надвор од државата. Истина голем предизвик, затоа што се трчаше на прилично висока надморска височина. Теренот беше доста тежок, карпест и технички предел, што уште повеќе создаваше и даваше тежина на самата трка. Финиширав за 16 часа и 34 минути, така нешто прилика, што за мене лично представуваше солиден резултат. За разлика од Радмила, која со трчање се занимава од најрана возраст, Мери првите почетоци ги има во 2020 година. Вели дека како аматерски тргач на когова му е хоби, се радува на секој еден успех. Неколку пати си скачала и на подиумот. Бев прво место на 5 км трката во Струга минатата година, второ место на трката на 10 км во Кавадарци во 2022 исто и трето место на 5 км во Гевгелија. Во Калитеа исто така освоив трето место на полумаратона 21 км во возрастна категорија. Од аспект на мојот личен рекорд, она на што сум посебно, нели, јас сама пред себе горда, на 21 км, односно на полумаратон, ми е 1:37:52, кој што го направи Берлин. И двете велат дека за успех е важно не само физичката подготвеност, туку и менталната. Затоа што кога ќе се соочите со било какви лоши, да кажеме, временски услови, град, снег, дожд, како што се соочивме и ние на трка во Истра. Во многу моменти, тоа се само едни од сопките на кои што може да не идете, во многу моменти ви доаѓа да се откажете. Во тие моменти е потребно да го пронајдете вашиот мотив, да знаете поради која е причината поради која што сте дошли на тркава, да не застанете, да смогнете сили и да успеете самите себе да си дадете рака да се бодрите да ја истата финиширате. За мене тоа трчањето ми стана, да кажам, синоним за дисциплина, за тоа дека за секој успех треба да имаш минат труд, треба да имаш работа, да имаш посветеност. Иако по професија се економиски, велат дека трчањето е дел од нивниот живот и од него не се откажуваат. Покрај трчањето запознав еден куп нови луѓе, прекрасни луѓе со кои ништо друго не ме поврзало можеби во животот ако не било трчањето. Трчањето ми стана еден вид изговор за шетање по светот, као одбираш дестинација каде сакаш да одиш, проверуваш кога има трка и се пријавуваш. Следниот предизвик пак на Радмила е трката во Паранести, Грција, со должина од 162 км и висинско искачување од 4800 метри. Вели дека желбата, мотивот и посветеноста е она што и дава сила кон нови предизвици. Силно да верувате во она што го сакате, силно да се стремите кон остварување на вашите зацртани цели, да бидете дисциплинирани во она што го правите, надпреварувајте се со самите себе си и создавајте трајни промени. А јас во едно сум сигурна, а тоа е дека трчањето навистина може да ме промени. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.